Стадион. Емисија за вашата вистина. Професоре, како сте? Добри ли сте? Добри, поздрав до вас, до слушателите, гледачите и до гостинот во вашето студио. Добар ден. Јас да ви се заблагодарам. Да ви се заблагодарам затоа што го испочитувавте нашиот медиум, мене, па Ѓоргиевски, прифативте да се соочите. Не да се соочите, туку да разговарате на оваа тема из призмата на неговите предлози. Може да се случи, ако се соочуваме и дискутираме, нема никаков проблем. Работата, ако не дискутираме, а цитираме по некоја линија која што не е добра. Професоре, само кратко, вашата основна забелешка, теза, водилка е дека политиката треба да биде настрана од науката, од историјата. Да. Премногу се меша политиката, меѓутоа дали е тоа заради тоа што историчарите не секогаш имаат храброст, затоа што и во досегашната дискусија Ѓоргиевски кажа да многу работи за кои што македонската историографија не зборува, дали не знае, дали одбива да зборува. Повелете. Мислам дека од 91 година до по самостојувањето на Македонија повеќе ретко има некое бело петно кое што не е, за кое што не е дискутирано во македонската историографија. Дали политиката влегува во игра кога историчарите молчат? Ја би рекол политиката настојува на сметка на историјата да добие. Мислам дека и Ѓоргиевски ќе се сложи затоа што многу често политичарите ги користат историските настани за популизам. Сметам дека ако се остави историјата на историската наука, дека работите полека, но сигурно ќе се решат. Затоа што политиката има методологија брза. Настојува дека работи да се решат брзо. Историјата не е баш таква наука. Историјата има методологија на истражување. Еве, јас го следев малку господин... Да, конкретно за периодот за кој што вие сте специјалист. Бугарската комунистичка партија и незиното влијание на македонското национално движење Свест. Значи, мојот период е работам на големите сили и македонското прашање од 19-та па до нагоре. Пред се на британската архивска документација и американската. Меѓутоа, овде преска што слушнав малку, дека во македонската историографија се избегнува да се зборува за одредени личности. Ја мислам дека денеска никој никого не ограничува да се занимава со било што од македонската историографија. Значи, нема тема која што не може да се постави. Јас, например, не знам дали господинот Ѓоргиевски го знае македонскиот сепаратизам и антикомунизам. Луѓето што беа, он што ги споменува, што беа осудени за македонски сепаратизам и антикомунизам од 44 година до 48 година. Затоа што на второто заседание на првото заседание на АСНОМ по неговото формирање, президиумот на АСНОМ, во кој што знаеме кои членови влегува, живееше еден живот кој што беше како самостојна држава. И затоа Тито 44 година во декември месец го свика второто заседание на АСНОМ, на кое што беа осудени сите македонци кои што беа на македонска национална линија. И на пленум во Белград од 45 година беше донесена одлука со сите тие Ченто, Шатев, Брашнаров да се расчистува еден по еден. И тоа се случи. Друго, Методија Шаторов Шарло, дали е расчистен? Мислам дека више и Методија Шаторов Шарло не е проблем. Расчистена е таа работа. Сметам дека господинот Спиров, што беше споменат. Да. Видете, зошто велам, не може секоја личност познато е тоа сето тоа.
Меѓутоа, во учебници не може да влезе се. Во науката. Во науката, тоа е напишано. По 90-та година. Затоа што ја можам да ви кажам дека во времето на комунизмот политиката имаше своја улога, дури еден број на списанието гласник на Институтот за национална историја, целото списание, целиот број е со содржини на политичари. Даваат сметници како треба да се работи. Што значи дека влијанието на политиката беше големо. Меѓутоа, за жал, и денеска се прави истото. Политиката настојува да влезе во историјата. Еве, имаме формирано комисија за образовно-историска комисија, која што комисија треба да ги реши работите кои што не се допаѓаат на Бугарија. Во ова што го има напишано господинот Георгиевски, кој што нуди решение за спорот со Бугарија, тој вели дека треба да се дадат имиња на личности и настани кои што експресно ќе бидат прифатени за да се чествува. Мислам дека тоа не може така да дојде во историјата. Што ќе правиме? Ќе ги земеме оние личности што мислиме дека треба да ги чествуваме заедно со бугарите. Прашањето е зошто заеднички да ги чествуваме? Секој народ си чествува свој херои и настани. Во историја секој народ си пишува собствена историја. Знаете што? Имам чувство дека Бугарија како и досега, кога е во сојуз со големи држави, настојува да го реализира сонот за голема Бугарија. Ово е нејзина последна шанса преку Европската унија да успее да го оствари оноа што не успеала да го оствари сиве овие години. Затоа што секогаш кога зад неа стои некој, таа е многу силна. Ние можеме како историчари со силата на аргументите, на толкувањето, да се расправаме. И тоа го правиме. На научни собири, таму се меѓусебно расправаме за одредени работи, но за некој се согласуваме, за некој не се согласуваме. Меѓутоа, не може политички. Знаете, политички се правеше во едно време што го осудивме. Сега повторно се настојува политички. Еве, имаме двајца поранешни премиери, кои што Георгиевски даде свој став како мисли тоа да се реши. Професорот Бучковски исто така има свое некое решение. Синоќа излезе и Бранко Геровски со свои 6 точки за решение на проблемот. И сега испаѓа работата дека сите новинари, политичари го решаваат прашањето. А гледаме дека работата на комисијата, образовно-историската комисија, стагнира, е закочена. Значи, меѓу бугарските и македонските историчари има застој. Има размислувања кои што не се прифатливи или за едната или за другата страна. Овде сега политиката може да го направи оноа што го правела. Да излезе со свој став дека тие и тие личности ќе ги ставиме заедно и тоа е решението. И да изгласаме во парламентот. Историчарите не можат да го решат. Добро, вака да ве прашам. Тоа е прашање за Георгиевски. Во Бугарија има ли личности што нудат вакви конкретни предлози за решавање на проблемот? Само едно друго што каже Георгиевски. Мислам дека и он во неговиот предлог го кажува. Сепак мислам дека господин Георгиевски дека таа бројка што ја даваат бугарите од 30.000 убиени, 100.000 затворени е абсурдна бројка. Ама јас го кажувам тоа, во текстот го кажувам. Па тоа велам. Ама велам дека наш интерес е тоа да го расчистиме и да кажеме
Сум за 200, 300, 1000. Сум за Ама тоа, не нема се- вези, и еден да, и 20 да се треба Да. да се расчисти. Тоа е факт. Тоа треба да се расчисти. И мислам дека македонската историографија не бега од тоа. Не бега од тоа, досиета се доставени до архивот, објавени се еден куп документи, ги објави архивот, ги објави сите оние што биле следени, сето тоа. Сметам дека во моментот не постои тема која што во македонската историографија не е начната. Сега, тоа што министерствата слабо ги финансираат институтите и што се сопрени истражувањата, тоа е друга работа. Второ, меѓутоа, без истражувања, без научни собири на кои што ќе ги спротиставиме своите мислења, нема напред. Нема напред. Добро, професоре, Да. можете слободно и да го прашате нешто, Ѓоргиевски. Работата е, дали, да може да разговарате, имаме уште 5-6 Од минути. неговото решение што го дава господинот Ѓоргиевски, велите овде дека вие пишувам, не изборувам како читач на историјата, овој предлог е само политичко-дипломатски, од Да, дипломатски како карактер. дипломатски, како дипломатски, да. Политичко-дипломатски карактер, ама мислам дека во основата е само историјата. Не. Дека претерал Ѓоргиевски со историјата малку, тоа ви е забележка. По големиот дел е историјата. Прво, првата точка е што е зошто Македонија мора секогаш да дава гаранции. А зошто Бугарија да даде гаранции кога и она е членка на НАТО дека нема аспирации кон Македонија? Зошто и они да не дадат изјава? Зошто не на мене ми испаѓа дека еве и во вашето и на Геровски една сервилност спрема Бугарија. Имаме подпишан договор со Бугарија кој што не функционира. Историски договори се подпишували или се раскинувале. Нема вечни договори. Го знаете договорот за вечно пријателство меѓу Бугарија и Србија. Па кој е ветија Македонија на Бугарија, веднаш го раскина. Зошто да не даде и Бугарија гаранција дека нема претензии, аспирации кон Македонија? Зошто да не даде гаранции дека нема да се меша во работите на Македонија во однос на бугарското малцинство? Зошто не е македонското малцинство во Бугарија како постапуваат бугарите? Зошто го нема реципроцитетот? Зошто само попуштаме? Добро. Овде имате, помалку го објаснивте дека бугарскиот парламент да донесе декларација во која ќе изјави дека под поимот македонска нација и македонски јазик подразбира само нација и јазик кои се формирани после 1944 година и дека Бугарија со ништо не ги припафаќа тезите за кои смета дека се фалсификат. Па како може Бугарија, значи Бугарија што ќе каже во Македонија од оно што е напишано дека е фалсификат, ние треба да го прифатиме. Не е така, не. Па така стои формулирано. Ке го не, апсолутно не така. Не, добро, јас така го читам. Не, добро, ќе го кажам. Добро, професор, имате ли уште нешто? Па, Или да му дадеме мислам простор? дека треба малку во ово што дека мај за ово да што велите да се утврдат 10-15 настани кои би можеле да бидат прифатени за тоа да се формира експресна комисија. Прашањето ми е зошто мора да се брза? Затоа што имаме вето. Ама видите дали ветото значи дека ние треба се да прифатиме? Не. Дали значи дека ние на тој пат кон Европа треба да се да останеме без идентитет, без јазик, без култура, без историја? Дали за да го прифатиме сето тоа што тие го нудат, што го кажуваат? На мене ми е јасно дека го кочат. И каков договор за пријателство и добрососедство е тој? Каков договор? Еве зборува овде
Србите, зборувате дека да србите направија чекор. Не признаа. Бугарите зошто не го направат истиот чекор? Јас стално кога дискутираме со бугарските колеги, зошто не го направат чекорот да ја признаат македонската нација? Јазик, култура, историја. Имаме разлики, тоа е точно. Меѓутоа ќе ги пегламе. Со тек на време, вие зборуваме за јазикот. Дека сме криеле. Никој не криел во македонската историографија дека Гоце Делчев учел бугарски екзархија или македонските револуционери. Меѓутоа, никогаш не сме криеле дека имало и разлики меѓу македонскиот и бугарскиот. Само да ви го прочитам Пространов, што вели крајот на 19 век. Како што гледате, господине министр-председател, ваквите идеи што веќе на широко се прифаќаат од македонското население, не се ни најмалку за подценување, за да не им се посвети големо внимание. Ако при тоа додадам дека пропагаторите на македонскиот сепаратизам се зафатиле можне студиозно и со ентузијазам да печатат книги, речници, читанки, историски учебници и граматика на македонски јазик, тогаш можете да ја сватите пореално опасноста за бугарштината во Македонија. Убеден сум дека за можне кратко време, освен тенкиот слој на македонската интелигенција школувана во бугарските училишта, народот ќе го отвори бугарскиот јазик и ќе го прифати македонскиот, односно мајчиниот, бидејќи ќе нема потреба да го учи, како што со мака го прави тоа со бугарскиот јазик. Значи, бугарскиот јазик со мака го учеле македонските ученици. И уште едно, во разговорот меѓу Иван Хаџиниколов и Васил Кънчов во Солун, зошто е дојден во Солун да ги побогуарчи македонците? Па зошто ќе побугарчува бугари? Ако биле бугари. Не биле бугари. Меѓутоа, и вие сте свесни дека пропагандите во Македонија го направија своето, го поделија етничкото ткиво на македонскиот народ. Тоа ни се провлекува низ целата историја. А тоа и денеска се случува. Само комунистите 44 година наасном смогнаа сили да ги обединат сите струи, и леви и десни. Тоа што се обиде да го направи Димитар Влахов 24 година со Тодор Александров и со другите. Тоа го направија комунистите. И формираа држава. Каква таква? Формираа држава со сите узуси. Денеска таа држава ние ја растураме. Професоре, ви благодарам уште еднаш. Молим, благодарам на поканата. Што прифативте. И разговорот со Георгиевски. Да, ако сака нешто Георгиевски да ви каже само. Па, не, мора да се каже и подолго. Добро. Еве, сега Георгиевски ви одговори на овие прашања за белешки. Стадион. Емисија за вашата вистина.